Советот на општина Кочани не даде согласност на решението за запирање на објавувањето во службен гласник на заклучокот за формирање паралелки со помал број ученици во општинските основни училишта за учебната 2025-26 година, што беше единствена точка на дневниот ред на 69-та седница. Ваквиот став на советниците значи задржување на одлуката од претходната седница на која беше дадена согласност паралелките да имаат помалку ученици. Иако во тој момент за ова немаше стигнато официјално одобрение од Министерството за образование. Недостигот од таков документ пак е причина, веде градоначалникот Венко Крстевски, да не ја објави одлуката, поради што таа досега не е полноправна. Од друга страна, председателот на Советот Лазо Митев истакна дека согласноста од Министерството стигнала до него. Факт е дека кога ние сме ја донеселе одлуката, рокот на градоначалникот, кога е подпишено решението, дека нема согласност. Нема согласност. Немаме добиено согласност од Министерството. Бидејќи градоначалникот на трети, така мислам дека не ја подпишува, а се добива согласност на пети. Мене не ми е јасно, градоначалник постапил законски во тој момент. Во меѓувреме стигнува согласност кај председателот, а не во општината. Како е можно ово? Како е можно ово? И сега ние на кој треба да веруваме? Вие председатели сте ни пуштени на нас некој мейл, а Министерството за образование не може да пуште мейл до општината. На мене не ми е јасно. Градоначалникот го стопира решението. Ситуацијата во образованието е навистина критична и се засегнати и децата и сите. Вие знаете дека едногласно тие што беме присутни дадовме согласност. Истиот, се извинувам, бара, значи на 5 септември, до мене како председател, бидејќи ми е должност, бидејќи и учениците, и родителите, и синдикатот на образованието бара, до мене стаса дека на 5 септември е пратено до градоначалникот на општина Кочани, подпишано од министерот доктор Весна Јаневска за позитивно мислење. И аз како председател морам да кажам пред сите медиуми дека во текот добив информација дека во текот на вчерашниот ден е поднесена кривична пријава до јавното обвинителство за злоупотреба на службена должност. И јас стојам како председател целата оваа ситуација да се испита. Зошто се крие овој документ? Ако градоначалникот пратил претходниот пат и за 24 часа стасал во министерството, ако на 5 септември е пратено, зошто денеска 12 овој документ се уште го нема во општина? Се сомневам дека некој го крие овој документ. На директно прашање до општинските служби дали во општината е пристигната согласност од ресорното министерство, беше даден краток одговор дека до почнувањето на седницата документ нема дојдено. Правникот да каже јасно и гласно дали има добиено одлуката од министерството, подпишано од Весна Јаневска од 5, испратена од 5 септември, дали е стигната до Кочани? Кратко и јасно, да или не? Јас пред започнување на седницата ги контактирав во архивата, одговорот беше не, се уште. Поради службени обврски, веде градоначалникот Крстевски не беше присутен на седницата. Во телефонска изјава за Канал 8, тој нагласи дека очекува со најавената пријава до обвинителството да се расчисти целата ситуација. Јас го повикувам слободно председател да поднесе пријава за да можам потусна јас да го гледам службено, бидејќи единствен кој што злоупотребува својата службена должност е тој. Имено, самата одлука за помал број на паралелки за да биде гласано страна на Советот треба да биде со претходно, повторувам, претходно добиено позитивно мислење од страна на Министерството за образование. Такво мислење не беше добиено првиот пат кога беше гласана одлуката и затоа беше поништено од моја страна. Такво мислење се уште нема стигнано по пошта до општината и не знам зошто се прави драма кога Министерството за образование, доколку има подпишено таква одлука, се надевам дека истото ќе стигне дали во текот на денешниот или во наредните денови. Истата сметам дека е на штета на образованието. На крајот од седницата, со 16 гласа против и 1 воздржан, не беше прифатено решението на веде градоначалникот за запирање на постапката за формирање паралелки со помал број ученици. Беше наложено одлуката да биде објавена во службен гласник на општината.
Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.